и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Денеска на ред е представување на новиот болид на Мекларен MCL35 под кодно име. Новиот болид на Мекларен беше денеска после ручек околу 14 часот и 30 минути презентиран пред јавноста. Навистина делува како досега од сите болиди кои ги видовме, делува како болид кој има најмногу промени и ќе биде интересно да ги разгледаме сите тие промени во следните неколку минути, така да ве замолувам да останете со мене и со каналот Формула 1 на македонски и заедно да ја направиме оваа кратка техничка анализа и овој краток осврт на новиот болид на Мекларен кој беше презентиран денеска, и се надевам дека овој болид ќе донесе многу повеќе радости на сите фанови на Мекларен во Македонија. Да не одложувам многу, може веднаш да започнеме. Оваа прва фотографија која гледате, класично почнуваме со еден кадар од широк агол со болидите, секогаш едноставно да го исперцепираме целиот болид. Морам да признам дека иако нема никаква врска со перформанси и со технички осврт, естетскиот дел на овој болид, односно новите бои, за мене сметам дека се чекор назад, меѓутоа тоа е личен вкус, секој различно ги перцепира овие работи. Инаку може да видиме дека имаме ново предно крило, имаме нос модифициран, имаме беджборд ерија која е модифицирана, имаме предна суспензија модифицирана, под исто така нов, имаме потесни отвори за ладење, односно сайдподс, имаме нова покривка на моторната единица, имаме ново задно крило, така што имаме доста за разгледување. Одиме понатаму, еве го болидот и уште во еден агол го гледаме однапред и делумно од висина. Овој преден дел, особено кај страничните крила, позади предните плевматици и новото предно крило, делува навистина импресивно. Ќе го видиме и во поголем детал во следните фотографии, меѓутоа како целина навистина делува како еден болид кој има најмногу промени, иако се уште во својата содржина го задржува истиот концепт од лани. Да не се повторуваме во секое видео, рековме последна година од правилата и тоа е за очекување. Еве го болидот и од зади. Интересен е оној дел, видите кај логото A Better Tomorrow, бет спонзорот на Мекларен. Гледате го тој така наречен undercut или тоа засекување на самата шасија на болидот испод отворите за ладење. Тоа навистина му помага на болидот да има добар airflow или односно воздушниот тек да биде залепен за самата шасија и при тоа да продуцира ефективна потисна сила колку што е можно повеќе. Одиме понатаму, гледаме директна споредба помеѓу спецификацијата на Мекларен на лансирањето лани и спецификацијата на Мекларен на лансирањето денес. Освен естетските разлики, односно различната шема на бој, веднаш може да се забележи промена во предното крило, највеќе кај носот и во односот на самите елементи на предното крило. Гледаме сосема различна барджборд ерија, односно странични крила. Овде се многу поразвиени, помоделирани и повеќе на број. Дури концептот е малку променет, меѓутоа земете уште еднаш во предвид, ова е само прва спецификација. Тоа што ќе го видиме дури на првиот ден од тестирање и тоа што ќе го видиме во Мелбурн на првата трка ќе биде сосема различно, делумно различно, значи тимовите секогаш ги кријат своите карти се до последниот момент. Гледате кај A Better Tomorrow логото доле на болидот и споредете го со сланскиот болид, ќе видите колку е таа покривка на моторот покомпактна, позалепена, поспоена. Тоа значи дека тимот во Мекларен направиле многу подобра работа во пакување на моторната единица, менувачот и сите останати компоненти, што би требало да донесе подобар центар на гравитација на болидот, тој подобро да лежи, да биде поизбалансиран и можеби полесно неговиот сетап да биде постигнат, бидејќи сите болиди имаат одреден прозорец на перформанс и ако го промашите тој прозорец, може да бидете апсолутно последни во перформанс, а ако го погодите точно тој прозорец на перформанс и во Формула 1, може да бидете први. Сега, буквално ама се надевам дека ме сваѓате што сакам да кажам. Уште една споредба, овој пат од преден агол, веднаш ќе ги очите разликите. Не би се задржувал многу повторно на оваа фотографија, бидејќи одблиску ќе ги споделиме и другите компоненти. Исто така, уште една споредба, уште од поблиску гледате веднаш различна филозофија на предното крило. Новото предно крило има филозофија да го истркува воздухот, воздушниот ток нанадвор спрема предниот пневматик и спрема беджборд ерија. Ќе објасним и зашто е тоа така. И една фотографија, ова е дигитална, ова не е фактичка фотографија, еден дигитален приказ
од новото пакување на самиот заден дел од болидот на Мекларен и самите отвори на подот. Одиме понатаму, одблиску го гледаме отворот за ладење и отворот за примање на кислород директно до моторната единица, и ако може да забележите, се гледаат два помали отвори кои го раздвојуваат воздушниот ток кон левиот радиатор и кон десниот радиатор внатре во самата шасија. Интересно е да се напомене дека и халото оваа година е офарбано во истата боја, па така некако подобро прилега на самиот болид, не двои многу, не штрчи многу, така што од естетски аспект овде може да дадам една оценка плюс за Мекларен. Еве го новиот нос, за разлика од ланскиот, е многу повисок, подигнат, поотворен, дозволува поголем проток на воздух, тоа директно оди кон таа наметка, така наречена кейп, која ќе видиме во друга фотографија, која потоа распоредува воздушниот тек кон страничните крила. Меѓутоа, мислам дека ова го имам споменато претходно еднаш лани кога генерализиравме предните крила во Формула 1, сега ќе променам фотографијата, од овде е подобар агол, овде каде што го гледате на предното крило логото на FX Pro, тој дел од предното крило не генерира потисна сила, тој е неутрален дел и така е пропишан со самите правила на FIA, тој се нарекува Y250, во категорија Y250, простор неутрален на предното крило, бидејќи од самата средина на предното крило од двете страни има оддалеченост по 25 см, тоа е така пропишано според правилата, и овој дел од предното крило само се користи буквално за насочување на воздухот, меѓутоа никако не смее да генерира потисна сила, и гледате од таму па натаму почнуваат самите крила и целиот аеродинамички концепт како е дефиниран од страна на инженерите на Мекларен, и како што напоменав, онаа наметка ја гледате во должина спрема камерите две и спрема предните пневматици, која служи, замислете го тоа како еден тунел. Исто така вреди да се напомене дека нема S-дакт повторно на Мекларен. Болидот Мекларен е еден од тимовите или единствен, поправете ме ако грешам, што не користи S-дакт последните неколку години. Едноставно, они тврдат дека трошоците за развој на S-дактот и неговата придобивка во аеродинамичка смисла не е доволна за да ги оправда трошоците, така што тоа е некој невно мислење, нема ние што да се мешаме тука, нивен концепт, нивна работа. Од друга страна гледаме повторно она што Мерцедес прв го воведе како пионер, највисоко можно качена предната суспензија за да не смета на самиот проток на воздух и да има подобар баланс самата предница, можеби и за полесен сетап. Мислам дека ова лани Мекларен исто така го примени, меѓутоа годинава е уште повисоко качено, дури до максимум што може да се искористи според правилата. Гледате таа црвена стрелка точно кон тоа насочува, и од друга страна исто така од друг агол, како веднаш над отворот на ладење за сопирачките се поврзува таа суспензија, тоа така наречено рамо, и продолжува кон централниот дел од шасијата. Одиме понатаму, Бечборд ерија виделува многу поедноставно него кај Ферари и Red Bull. Тоа е за очекување. Парите во Формула 1, инвестициите, времето потрошено и алатките на располагање си го прават своето, иако ова делува просто во споредба со болидите на Ферари и на Red Bull, не очекувајте, сепак ова е одреден различен концепт, и како што напоменавме, како ќе тргнете од предно крило, така одите се наназад, така да предното крило го диктира целокупниот развој понатаму, така да не би се плашал што ова изгледа поедноставно во, да речеме, човечки на око, меѓутоа тоа во перформанс и не треба да значи ништо. Ги гледаме отворите за ладење се многу поскратени, повтеснати, понабиени во споредба со ланскиот болид. Таа структура за безбедност, мислам дека од следниот агол ќе ја разгледаме, меѓутоа не, се уште сме на оваа фотографија, е искористена исто како аеродинамички крила. Ова е еден концепт кој го разви Ферари прв и потоа сите го копира, бидејќи навистина успешен. Одиме понатаму, еве и од друг агол, тој undercut кој ви го споменав, само чисто за друга илустрација, овде фали тоа лого на BAT, меѓутоа доволно е да го посведочиме тој момент. Одиме понатаму, слика од дифузерот, на прво око има многу елементи, не би можел да проценам точно, меѓутоа сметам дека ова е само ланскиот дифузер и е само за презентација на болидот, бидејќи очигледно има многу промени, целокупната конфигурација има многу промени, така што дифузерот следствено ќе промени доста промени. Меѓутоа, знаете, кога се лансира болидот,
екипите не секогаш ги откриваат, како што поменавме, своите карти, така што ова сега за сега е последна фотографија која имам со вас да ја споделам за болидот на Мекларен. И да не должам многу, тоа е се што би имал да кажам во однос на денешната презентација. Би сакал секако во коментар да го слушнам вашето мислење, што мислите за новиот болид на Мекларен од естетски, од технички аспект, дали ќе успее да донесе подобри резултати за тимот оваа година, што мислите како ќе се однесува дуото Карлос Саинц и Ландо Норис, може ли Мекларен да се вмеша во борба за подиум, може би на некоја трка. Во исчекување на вашите коментари, уште еднаш да ви се заблагодарам што го следите каналот Формула на македонски. Доколку ви се допаѓа содржините, како и секогаш ве молам лайк, шер, сабскрајб и се гледаме утре за презентација на новиот болид на Mercedes AMG. Поздрав!